Ве поздравуваме од социјалното претпријатие Копче, кое што функционира дури од 2018 година. Имено токму тука може да се донира облека, но и да се купи облека од втора рака со цел да се помогне на оние на кои што има најпотребно. Каква облека може да се донира и што е специфично токму за ова претпријатие? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка Александра Боева Тодоровска од Црвениот крст. Да ја посакаме добро утро. Добро утро. Да, како што кажавте, веќе 8 година функционира социјалното претпријатие Копче. Место каде што може граѓаните да донираат облека, место каде што може дел од загрозените групи да добијат облеката бесплатно, но и место каде што може граѓаните по символични цени да купат облека. Во однос на тоа каква облека може да донираат, многу е важно да граѓаните кога ја прават таа селекција на облека која што сакаат да донираат, да ја подарат, која што веќе не ја употребуваат, да биде сочувана, да може повторно некој достоинствено да ја носи. Значи, кога некој не знае дали нешто треба да го донира во Црвениот крст или треба да го фрли, најлесно како може да одлучи е да самиот се праша дали ова некој достоинствено може да го носи. Кажете ми, освен облека, што друго може да донираат оние кои што се заинтересирани? Овде може да се забележи и разни тачни, ранчиња, исто така обувки. Да, значи има аксесуари, обувки, често се донираат играчки за деца кои што многу често завршуваат во градинки, групни детски домови или пак во нашата продавница. Има сликовници, меѓутоа знаете, фокусот е пред се на облека, на обувки. Може да се забележат исто така и некои аксесуари кои што се за бебиња, новородинчиња, така што голем интересот за донација и за такви производи. Она што ни се нашите размислувања и планови за воиднина се да постои Копче и за деца и бебиња, така да се надевам дека следните чекори ќе бидат тие. Еве напоминавте дека одделни предмети, облека има интерес за донација, но генерално дали македонците се хумен народ, дали често пати донираат? Да, искрено, навистина имаме голем број на донации. Во ниту еден момент не се случило да недостига облека, да некој побара од нас облека, да не можеме да го обслужиме, така што можам да кажам дека дефинитивно да. Со тоа што повеќе треба да се работи на свеста во однос на тоа што е она кое што го донираме, што треба да се донира, а што навистина веќе нема како да се употреби, мора да заврши во ѓубре. Кажете ми, оние кои што сакаат да донираат облека, дали треба да го посетат ова претпријатие? Да, значи генерално може да се донираат производите тука, директно во продавницата, секој работен ден од 9 до 17 часот и во сабота од 9 до 14 часот. Меѓутоа имаме и контейнери за облека. Верувам дека голем дел од граѓаните веќе виделе дел од контейнерите кои што се низ нашиот град, така да може да се донира и во контейнерите и во нашиот магазин на Црвениот крст во Момин поток. Така да како им одговара повеќе така. Ако има полесно така, важно е нели да се донира и да се помогне на оној на кој што му е најпотребно. Пред самиот крај сакам да го опфатиме и делот со обработка на самите алишта. Напоминавте дека оние кои што донираат треба нели да станува збор за чувано парче, некој кој што достоинствено би можел да го носи, но по самото донирање како оди тој процес на обработка на едно парче облека? Да, значи постои еден процес на селекција на облеката, каде што најпрво се одвојува она кое што може да се искористи од она кое што повеќе не може да се искористи, мора понатаму да заврши на рециклирање, така што откако
се одлучи дека некоја парче облека на вистина е соодветно да може веднаш да заврши кај крајен корисник, завршува веднаш кај крајен корисник, доколку се примети дека недостасува патент, копче, има некои потреба за некои мали корекции, имаме работилница каде што тие корекции се прават и со многу мал зафат, да речеме, повторно може тие парчења облека да се искористат. Драго ми беше што имавме можност да направиме уште едно вклучување со оглед на тоа дека не ни е прв пат во нашата утренска емисија и да ги потсетиме нашите гледачи дека станува збор за едно социјално предпријатие кое што помага на социјално загрозените семејства. Така, благодарам што сте тука повторно и секогаш што добро дојдени. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите информации беа од корист за нашите гледачи. Напоменав дека не ни е прв пат да се вклучиме токму од ова предпријатие на лице место, но верувам дека ваквите вклучувања се убави, едукативни со оглед на тоа дека нели ги потсетуваме нашите сограѓани да помагаат колку што можат и доколку имаат облека која што повеќе не им е од интерес да носат, но најважно од се да е сочувана, слободно може да донираат токму во социјалното предпријатие Копче, кое што постои дури од 2018 година.